Почитувани представници на медиумите, почитувана јавност, парадоксот во функционирањето на нашиот правосуден систем се почесто предизвикува запрепастеност и револт во јавноста. За наводна кражба на храна се добиваат 5 години затвор, а за одземање на човечки живот 2 години затвор. Во мигот кога верувавме дека институциите на правдата го допреле дното, сведочиме на уште подлабоки морални и професионални падови. Наместо да демонстрираат доблест и чувство на јавна одговорност, членовите на судскиот совет избраа да ја релативизираат неправдата, обидувајќи се да ја дадат правно оправдание. Наместо да понесат оставки, тие упорно го игнорираат легитимното барање на собранието, изразено преку поднесени интерпелации. Станува збор за јавни функционери кои и покрај отсуството на демократски легитимитет остануваат на функциите спротивно на војата на граѓаните и спротивно на војата на институциите. Наместо да се дистанцираат од политичките влијанија, тие продолжуваат да ја спроведуваат линијата на поранешната власт, символично наречена судство расцетано како пупка, етикета која денес представува болно потсетување за еден нефункционален систем. Дополнително, апелираме овој случај да не се третира селективно и фрагментирано. Сметаме дека треба да се испита и улогата на висшата обвинителка од Гостивар, господата Вјолца Елмази, која пред апелациониот суд се предомислила и предложила делумно уважување на жалбата на осудениот Пајазити со барање за намалување на веќе изречената казна. Ова постапување во контекстот на случајот остава простор за многу сериозна загриженост. Оттаму упатуваме јасен и аргументиран повик не само до судскиот совет, туку и до советот на јавни обвинители да поведат постапка за ревизија и утврдување на евентуалното несоодветно и непрофесионално постапување на дотичната виша јавна обвинителка. Почитувани, ова е директен резултат на начинот на кој се води и контролира нашето судство. До кога политичките влијанија ќе вршат притисок врз функционирањето на македонскиот правосуден систем и дали носителите на одлуки имаат морална сила и човечка одговорност да ги објаснат своите постапки на семејството на малата Теодора. Од наша страна, како парламентарно мнозинство, остануваме непоколебливо посветени на принципите на владење на правото. Ќе вложиме максимални напори со решителност и интегритет корупцијата да биде одсечена од корен како предуслов за праведно и достоинствено општество на сите наши граѓани.